Добра вечер. Визави на тема економија. Како обстојуваат македонските компании? Кои се предизвиците со кои се соочуваат за освојување поголеми пазари и како државата да им помогне да ги зајакнат своите капацитети? На оваа тема со Миле Милановиќ од Струмичката бизнис заедница. Добра вечер и добре дојдовте. Добра вечер, добро ве најдов. Ви благодарам прво на поканата. Секогаш е пријатно тука да се гостува и од таа страна на камерата. Се надевам дека ќе ги исцрпиме сите прашања и ќе имаме интересна дебата. Така. Колку време постои Струмичката бизнис заедница и кој беше мотивот на локалните компании да се здружат во една бизнис организација? Струмичката бизнис заедница постои повеќе од 5 години. Меѓутоа, сега е моментумот кога ја промовираме канцеларијата на Струмичката бизнис заедница. Ќе работи во принцип, ќе има лице вработено кое ќе се грижи за сопствените членови и потребите на членовите. Иначе пред 5 години така некако ентузијастички се појави потреба од заедничко купување на земјиште, решавање на некои заеднички проблеми, позитивен притисок врз локалната и централната власт за помош кон бизнис секторот. Така некако стихино се организиравме и почнавме да делуваме заеднички, видовме дека и подобро така. Сега, после подолго време, свативме дека има потреба од работа на канцеларија. Значи, во трговскиот центар Глобал, веќе на крај, многу брзо ќе има официјално отварање и пуштање на употреба на канцеларијата. Во канцеларијата ќе се има вработен за потребите на членовите и за тие што не се членови. Сепак бизнис заедницата не се ограничува само на членови. Сепак нас не врзуваат заеднички интереси, не врзуваат потреби, а тоа е помош на локалната власт, помош од централната власт и да си ги решаваме проблемите што побрзо и поефикасно. Колку членови има во оваа организација во моментов и дали има заинтересираност од локалните компании да действуваат здружено за некои битни прашања? Значи, реално, кај нас има над 100 членови во бизнис заедницата, иако таргетот на Струмичката бизнис заедница како членови да има над 250, меѓутоа реално е дека некои 50 до 100 членови така ефективно работат во решавање на проблеми и на заеднички проблеми. Има и интерес, има многу интерес. Кај нас, значи, интересот и кога лично ќе те фати некоја потреба, тогаш гледаш да ти помогне заедницата. Меѓутоа, гледаме пред време нашиот статутот на Струмичката бизнис заедница пред време се обиде да ги пронајде проблемите на фирмите и ги стави во статутот како наши цели и задачи кои ќе ги решаваме. Например, во статутот имаме и цели дека ќе изнаоѓаме земјиште. Значи, ако треба државно земјиште да се приватизира, ќе правиме притисок врз локалната власт за да може да се пушти во промет, за да може да се отворат нови бизнис зони, намалување на комунали, побрзо отварање на нови патишта, инфраструктурно решавање на областите на економските зони. Така да тие сите цели ги зацртавме во статутот на Струмичката бизнис заедница и веќе на самиот почеток во отпочнување на канцеларијата пробавме да ги имплементираме и да почнеме пред време да ги решаваме. Кои се во моментов најкруцијалните прашања кои што ја засегаат Струмичката бизнис заедница, не само вас како здружение, туку воопшто зборувам за сите компании? Дали просторот се уште е проблем број 1, бидејќи компаниите изнајмуваат објекти, немаат своји простори каде што ги убавуваат дејностите, или пак пласманот е еден од поголемите проблеми? Па види, тие два проблеми коинцидираат, да кажеме. Што се случува? Ние сме многу млада економија. Значи, пазарната економија, претходно бевме во еден друг систем кај што беше договорна економија, пазарната економија, ако веќе сме над 25 години во пазарна економија, меѓутоа си ги носи проблемите.
Ние немаме традиција на компании кои имале имот. Ние почнувавме се од нула. Нашите и добри компании се среќава со тоа да немат собствено земјиште, да немат собствени погони. Сега почнуваат да се решаваат последните 10-15 години и тоа ширењето на капацитетите. Ние работевме повеќе манифактурно, да го кажеме, остатоци од понеразвиено индустријско производство, меѓутоа сега некако нашите компании зимаат залет. Останува уште продуктивноста број 1, затоа што ние каскаме во развојот на технологиите што ги користиме. Западниот свет, западните земји користат високо развиени технологии, ние некако се обидуваме да ги пратиме, но каскаме за тоа. Продуктивноста е дефинитивно еден од проблемите со кои се соочуваме и се уште земјиштето, лесно доаѓање до земјиште, што значи раст на било која компанија која сака да расте и да се развива, тешко се доаѓа до земјиште кое ќе може да го стави во своји потреби. Дали имате намера да се вмрежувате со други организации во државата и надвор, например, од стопанските комори, дали може да се воспостави таква соработка за да ги решавате тековните проблеми на компаниите? Да, порано имаше некои иницијативи, посебно кога беше Европскиот регион, еврорегионот што е Струмица, Бугарија и Грција, се правеа некои средби преку локалниот економски развој општински со компании од Северна Грција, со наши компании, меѓутоа пак некако остана во сенка на политиката и политичките збинувања. Ние имаме за цел баш вмрежување и отварање на соработка и перспективи, барем тука во пазарите што се во наша близина. Значи Бугарија, Грција, заедничка соработка, заеднички настап на европскиот пазар. Така да следен чекорки ни е баш тоа вмрежување или наоѓање партнер во некои од соседните европски држави. Пред десетина денови, владата беше во Струмица за да ги презентира мерките кои што им се на располагање на малите и средни предпријатија и можат да ги користат тие фондови. Тогаш струмичките компании се изјаснивте дека имате проблем за таа мала искористеност и тоа што немате доволно информации. Што може да се направи и што барате од владините министерства, тела да направат за да може компаниите да ги имаат сервирано на некој начин можностите кои што се пред нив? Значи, таа затвореност на институциите веќе подолго време нели пробуваме да се оттргне, да се отворат институциите испрема граѓаните, па и спрема бизнис заедницата. Тоа што сега се нуди интензивно и преку фонд за иновации, помош, субвенции, програми, стартапи и преку Министерство за економија има доста програми. Позитивно ме изненади најавата дека генерално во поголемите градови ќе има како регионални канцеларии кои ќе даваат дополнителни информации за начинот, за потребите, за условите за добивање на тие помош. Ние имавме уште претходно разговарано членовите наши да канцеларијата дава некои услуги од тој тип, значи подобро запознавање на можностите, на фондовите, отварање на работилници, кај што полесно ќе ги запознаеме нашите членови, а и не мора да се нашите членови, бизнис заедницата со фондовите и со можностите што ги нудат. Моментално знаеме дека тоа сигурно не само во Струмица, тешко се доаѓа до информации, не само заради затвореноста, некако и луѓето се уште кај нас не се користи интернет, не се оди за непосредни средби. Барем од лично искуство, јас гледам дека фондот за иновации е отворено, навистина отворено, дава информации. До вчера имаше еден повик наши членови, знам дека конкурира за нови средства и мислам дека во следниот период ќе се работи малце повеќе на комуникацијата, на двосмерната комуникација, нашите членови Струмичката бизнис заедница со дали ќе биде регионална канцеларија или центар или директно со подречните министерства. Од министерствата и од фондот за иновации постои позитивно за тоа, значи постои желба да се отворат кон нас и да малце повеќе комуницираме
и ги согледуваме потребите. Освен недостаток на информации, дали компаниите реагирале со некои други пропусти, други проблеми на кои што наидуваат при аплицирањето? Што всушност ги одвраќа да аплицираат? Види, ние многу пати сме зборували дека Сметаат ли можеби дека е бирократија, дека има многу Бирократскиот, документи, дека значи, тие немаат луѓе кои што ќе работат на тие проекти? бирократскиот капацитет кај нашите компании не е на многу високо ниво, а сепак пак може да одговорат. Јас гледам дека во пракса за нас постои некое мислење дека ИПАРТ, средствата од ИПАРТ тешко се добиваат, многу бараат, дека тешко се доаѓа и до информации. Баш сметам дека ИПАРДот е програма во барем се внимава тоа што ќе го направиш во проект, тоа треба да го испорачаш. И тука мислам дека уште малце треба да се зајакнат овие консултантските капацитети. Нашите фирми, барем тие што имат јасна визија за раст, јасна визија за развој, многу лесно ќе одговорат на барањата на ИПАРТ и сето тоа со консултантска фирма или надворешен консултант многу лесно може да го стават на хартија и многу лесно може да стигнат до тие средства. Едно од тие проблеми е, пак ќе кажем, капацитетот и на јавната администрација кој работи на тие проекти и на тие фондови, нивната затвореност, а и од друга страна нашите компании некако делуваат затворено и сплашено од сите тие барања што ќе произледат. Таму нема ништо што ќе ти направи проблем врз работењето на фирмата. Секој што си работи легално, секој што си работи по теркот, може да ги задоволи многу лесно сите услуги. Тоа го кажем од лично искуство, затоа што нашата компанија веќе се спрема за ИПАРТ повик, така да гледам дека колку луѓе, штом се подготвувате за такви апликации, колку луѓе треба да работат од вашата компанија, колку вработени се ангажирани на подготовка на таа апликација? Ова е како прашање за да знаат компаниите кои што можеби биле со предрасуди кон ИПАРТ програмите, колкумина од нивниот кадар би требало да биде вклучен за да се направи една апликација, бидејќи сепак има многу работа за да кажеме дека целиот товар ќе падне на грбот на финансискиот менеджер, на менеджерот за производство и да кажеме тие ќе го растеретат од нив кон другите служби, меѓутоа тројца до четворица ангажирани во финанси, во продажба, во производство, како главни носители, кај што реално би одделувале некаде од саат време од работното време за креирање и на целите, и на бизнис планот и на се, и консултантска фирма која ќе го даде теркот и ќе помогне околу формирањето на креирањето на бизнис планот. И мислам дека некаде од 15 до 20 дена интензивно саат време работење на ден можеш да направиш убава апликација за ИПАРТ и програма за која сметам дека сега и сепак има кај ИПАРТот има некои точки на прераспределба и колку средства ќе ти се вратат, колку нема да се вратат. Меѓутоа да кажеме за компанијата да биде спремна за добра програма, толку некои 15-20 дена, 1 сат. Ако компанијата си има јасна цел и визија на кај сака да се движи. Значи растот, тоа што сака да расте и да се развива, знае во кој правец. Сега ако треба да измислува има некакво производство сосем некое друго или има многу компании кои што се плашат да ги преиспитаат своите капацитети. Дали вие како организација или пак може државата да понуди такви услуги да се направи евалуација на фирмите во кој правец би требало тие да одат, бидејќи факт е дека не само што имаат застарена технологија, туку не можат да го фатат текот со современите текови производствени, особено компаниите. Види, евалуација државата не може да се впушти во такви проекти. Некаква канцеларија. Меѓутоа добро е секоја компанија да користи барем од време на време ревизорски услуги за да види дека дали му се финансиската ситуација дали е добра или не, затоа што ние имаме нели една изрека ЕСАП од дома и ЕСАП на пазарот не е ист и ние многу пати свесно замижуваме кога работиме со загуба само и само да
нели да не си признаеме дека работиме со загуба. Убаво е компаниите од време на време да си прават ревизија на сето тоа, а државата може да помогне во делот на продуктивноста. Значи да ги насочи своите средства, тие средства што викаме дека сака да ја помогне компанијата. Според мене добри се и секоја помош е добро дојдена. Значи и помош за стандардизација, и помош при практиканство, и за ново вработување. Меѓутоа, долгорочно, кај нас, кај компаниите, ние имаме се уште проблем за лесно изнаоѓање на финансиски средства, иако и премиерот и вице-премиерот повикаа дека банките имаат слободни средства. Точно е тоа, меѓутоа, доста наши компании уште сега се заглавени и во рамковни кредити, и во други, уште ново преопторување. Прашање дали повеќе каматните стапки ви одговараат, кои што во моментов ги нудат? Каматните стапки сега се во тренд на опаѓање. Што значи тоа? Како се Тоа движат? значи до пред 3 години каматните стапки беа високи, се движеа за бизнисот од 7 до 9%, што е високо. Сега некако се движат од 4,5 до 5,5%. Кај што мислам дека постои уште малце простор за намалување и мислам дека со најавите за сите тие средства што ќе влезат и од Европската унија како помош и од НАТО средствата, мислам дека уште малце ќе се направи притисок врз банките да ги спуштат каматните стапки, така да веќе доаѓаме во една фаза на една мотивирачка каматна стапка. И меѓутоа пак ќе кажем, условите што банките ги бараат, иако фирмите имаат и добар бизнис план и потенцијал за работа, сепак треба спрема Народна банка да се исполнат некои хипотекарни услови, што голем дел од нашите компании не би можеле да ги исполнат. И пак се враќаме во ова магичен круг дека тешко се доаѓа до финансиски средства и тешко може да се инвестира во зголемена продуктивност. И за тоа на мене ми се допаѓа субвенциите и помошта што ја дава фонд за иновации, затоа што таму е малце повеќе насочено кон машини, купување на нови. Ние кога викаме фонд за иновации, не зборуваме ние да измислиме нешто ново од рангот на, не знам, на интернет или значи тоа што го имаш да иновативно да си го подобриш, тоа значи да си ги намалиш инпутните трошкови или да го зголемиш продуктивноста, да намалиш енергетската ефикасност да ја зголемиш, да намалиш други некои трошици. И тоа е иновативност. Се што ќе подобриш во производниот процес е во рангот на иновации. И сега тие машини, тие нови машини и начинот на кој фондот те следи и те помага, мислам дека е пак еден добар импулс и помош на нашите компании и треба да се мотивираат да ги бараат тие средства, да не се плашат. Каков бенефит треба да очекуваат фирмите од влезот на земјата во НАТО? Што очекувате да се промени, да се отворат можеби нови пазари, нови можности за инвестирање? Колку што е експлотирана темата за Македонија влезот во НАТО и ЕУ, ние сите знаеме дека секоја членка ја следува некој процент од генералниот буџет на НАТО кој го испорачува во стоки, во добра, во услуги. И тој нека се движи околу 5% за Македонија. Претворено во бројки, значи НАТО има над 20 милиарди буџет, некаде ќе му дојде некоја милиарда, дека ќе треба добра и средства ние да испорачаме. Сега тие да ги произведеме и да ги испорачаме е страшен скок на бруто домашниот производ. И од тука се базира очекуваниот раст на Македонија во следниот период, стапката на раст да биде на повисоко ниво, отколку до сега што ни се движи 2,5-3,5. Тоа за нас сега е моментум дека ни се отвора сосем нов пазар. Еве, ако до вчера сме се борели да влеземе околу соседните земји, да влеземе Германија, да влеземе Русија, да влеземе Франција како поатрактивни пазари, сега имаме сосем нов пазар, НАТО пазарот, каде што доколку ги исполниш условите, а се исполнуваат, значи сертификати, вадење, тие работи, квалитет на производот, те следува можност да купат од твојот производ. Значи ние добиваме сосема нов пазар кој
делумно некои од нас сме го пробале. Лично нашата компанија преку логистички компании сме продавале на НАТО, меѓутоа сега директно ќе продаваме и не очекувам многу поголема продажба. Имаат ли компаниите можност да одговорат на барањата? Кои се производствените капацитети на компаниите за да ги задоволат, бидејќи факт е дека ние многу тешко можеме да соработуваме и со странските пазари поради ограничените количини? Значи, исто, многу добро прашање. НАТО си има сопствени стандарди кои бараат вадење на одредени сертификати и исполнување на одредени услови за работа. Сега, очекувам во следниот период. Ние имаме уште ратификација на договори и период на подготовка на Македонија за влез во НАТО. Очекувам, а и се надевам, дека многу брзо владата ќе не собере бизнис секторот да ни даде правец, да ни даде упатство како ние и кои се тие сертификати, кои се тие услови што треба да ги исполниме за да почнеме да бидеме спремни. Да влезот во НАТО, да го дочекаме спремен. Да видиме кои се тие производи што најмногу ги бара НАТО. Ние знаеме дека буџетот на НАТО, и теоретски го зборуваме 1 милиарда, меѓутоа буџетот на НАТО најмногу отпаѓа на воените производи, што Македонија не може да одговори. Кај нас останува ние да одговориме на делот на лесна индустрија, значи од прехранбени производи до лесна хемија, индустрија за гардероба, за тие работи. Тука можеме да одговориме и тие не се занемарливи пари. Сметам дека доколку ги подготвиме добро нашите компании, пред време да ги подготвиме, ќе знаеме и точно на што сме спремни и која количина би можеле и би требале да ја испорачиме на НАТО. Имаме уште време, уште некои 9 месеци теоретски, од 6 до 9 месеци ратификација на договори, така да во овој период треба да се искористи, да се зајакне капацитетите на компаниите и да ни дадат правец, во кој правец да се движиме во нашите очекувања од НАТО. Исто и од ЕУ. ЕУ не е непознат пазар за нас. Ние сите на повеќето компании извозно ориентирани работат со ЕУ. Придобивките ќе паднат административните бариери, полесно ќе се доставуваат стоката, производите. Очекуваме во брзо време да се подобри инфраструктурата, што и железници, па и камионскиот транспорт, со тоа да се уште малце да се намали цената на нашите производи и да бидеме уште поконкурентни на европскиот пазар. Исто големи ли некакви отварање на нови фондови со евентуалното почнување на пристапните преговори? Како би ги искористиле сите тие поволности кои што ќе се нудат на државата на економски план? Најавени се неколку фондови, така што ги знаеме од, пак ќе кажем, од искуство кога Бугарија влегуваше во ЕУ, кога Руманија влегуваше. Например, следуваат фондови од ЕУ за инфраструктурно подобрување, следуваат финансиска помош како Грција, како европска земја сосед, а и Бугарија, ама Грција како поразвиена, кај што ќе мора да внесе директни пари и тоа баш во јакнење на производните капацитети и јакнење на индустријата во нашата држава, значи како сосед на Грција. И таа сума е некаде, они треба да помагаат и во Македонија и во Србија, околу 200 милиони годишно, што на Македонија ќе отпаѓа некаде од 80 до 120 милиона, пак зависно нели проекти, зависно капацитетите како ние ќе ги собираме. Тие се за нашата држава одлични можности. Значи ќе влезат пари, тие пари што мислам дека после одредено време ќе дадат уште еден пат на каматните стапки, затоа што ќе има други средства на пазарот, полесно ќе се стига до нив и банкарските средства условно ќе бидат во повеќе од потреба. И сето тоа кога ќе го заокружиме, нас не очекува едни сериозна сума на средства која ќе биде достапна за економските
субјекти, меѓутоа сепак пак ние ќе треба да си ги изработиме и проектите, и целите, и визиите, и сето тоа да го ставиме на хартија и да го направиме пракса. Зборуваме дека пристапните патишта, односно транспортот, знае да биде проблем и да ги зголемува трошоците на самите компании. Кои би се главните артерии, патни кои што треба да се подобрат и дали имате потреба како овој регион, како бизнес заедница од, не знам, карго аеродром? Каде тој да биде лоциран? Ние сме мала земја, но сепак се чини дека компаниите имаат транспортни проблеми. Карго аеродромот е користена експлоатирана приказна доста време. И ние сме се гордееме, нели, и на раноградинарските производи, и на производите овде земјоделските, примарното земјоделие, кои знаеме дека доколку сакаш да бидеш на атрактивен пазар, многу е битен транспорт. Брзиот транспорт. Меѓутоа во светот има нови технологии на производство веќе. Еден Израел кој нема земја е лидер во земјоделието, така да сите слабости тие си ги прават предности. Според мене, ниеден транспорт не е зијан. Ако може да се направи карго аеродром, да се направи. Но инсистирате ли на нешто? Барате ли, не знам, кои се вашите барања до владата за да Реално, за оваа тема треба да се отвори. Ние сите знаеме дека ТАФ, кога ги зема на користење двата аеродроми, во договорот беше услов да се изгради и трет. Па дали да биде во Штип, дали да биде во Струмица. Лично за мене подобро е да биде во Штип, заради тоа што да не си уништуваме земјоделско земјиште. Веќе гледаме со изградба на нови патишта, 20-30 километри е ништо за аеродром. Било кај да го направат е добро за нашата држава, ако можеме карго да се поврзиме, дали за земјоделски производи, дали и за мали патнички авиони да слетуваат. Секоја инфраструктурна инвестиција долгорочно си ги вади и си ги враќа парите. Тоа е уште еден импулс за некој друг да инвестира. Да направиме аеродром, утре некоја компанија, голем бренд за производство во примарно земјоделие, за домати, за краставици, може тоа ќе му биде мотивација да отвори тука, да отвори производство на производи што им треба. Можеби затоа се одвраќа што нема, нема инфраструктура. Долгорочно секоја инвестиција во инфраструктура, дали ќе е во добар пат, дали ќе е во железница, дали во аеродром, си ги враќа долгорочно парите и бенефитот е огромен. Искрено не сме инсистирали, а можеби ова треба да ни биде поттик да видиме до кај е проектот третиот аеродром и што значи тоа, да направиме уште еден анализа што може во брзо време да се направи, што може да ни помогне во економијата и да не го заборавиме целиот проект. Сега гледаме интензивно се градат патишта кон Струмица, најавени се неколку коридори и кон бугарската граница, а и поврзување со новиот автопат спрема Грција. Така да ако сето тоа брзо се направи, колку толку инфраструктурно ќе ги решиме проблемите. Сепак пак ни треба решавање на проблемот што цело време се спомнува Солунско пристаниште, Драч, да се намалат трошоците за транспортот од железнички сообраќајни фали на нас. Ние немаме убав решен железнички сообраќај. Така, зборуваме, ги спомнавме земјоделските компании, го спомнавме земјоделието. Дали во организацијата, во бизнес заедницата има потенцијал и дали има компании кои што најавуваат инвестирање во преработувачката индустрија, особено во земјоделието и нови инвестиции, во ладилници, бидејќи имаме сериозен проблем на таа страна, нашето земјоделско производство единствено излегува во најголем дел како суровина, а не како готов производ. Можеме ли во таа смисла да действуваме, да се направат повеќе брендови од струмичките производи? Има ли такви најави кај вас? Значи, кај нас членуваат производни капацитети. Знам дека нон-стоп се размислува за зголемување на капацитетот на производство.
со нивните разговарања, од нивните искуства, знаеме дека Европа се повеќе и повеќе почнува да верува на нашите производи. Да не спомнувам само ајварот како носител на ова секундарно проработка на земјоделски производи, ама е и се покрај него веќе конзервната индустрија фаќа еден убав така залет на лесно пробивање на пазарите. И знам дека има во најава уште неколку производни капацитети. Така, ова е пак уште едно мало решавање на проблемот на особено на земјоделците кои што се борат со пласмани. Искрено, ладилник, сите што се занимавале со тоа знаат колку треба на нашите производи ладилник. Имаше ладилник, сега не знам што се случува со хрватската инвестиција. Имаше таму ладилник и знам дека многу малце се користеше. Така да се надевам дека некој ќе види во ова добар бизнис и ќе помогне и на примерното земјоделие и сам на себе ќе си помогне да направи дополнителни. Така. За да го заокружиме овој разговор, морам да ги споделам едни истражувања кои што со години се прават од реномирани економски центри за тоа дека македонските компании имаат идеи, но тешко ги комерцијализираат, односно и да дојдат до производ, тој не станува атрактивен на пазарот. Според вас, и како би делувале вие, бидејќи и вие сте представници на сите тие компании, дали недостига маркетинг, дали недостига посета на саеми или некои други искуства и знаења кои што би требало или дистрибуција за компаниите да можат од своите иновативни идеи и од своите производи да направат и добар бенефит на крајот на краиштата? Така се согласувам. И во прашањето се нафрлени сите тие проблеми и сите тие пречки, едно од саемите точно. Значи, на нас ни, можеби и овде тука треба државата да размисли за заеднички настап на саемите. Како би изгледало тоа? Значи, прво, денеска прочитав многу интересна анализа, компарација, нели, многу често се прави што била Југославија, што била, нели, сегашните екс-ју држави. Па како таму се произведувало Фијат, таму се произведувало Голф, таму се произведувало тоа се произведувало за Мерцедес, се произведувало. Значи дефинитивно и Југославија го имал принципот, освен сопствените брендови, да прави условно private label брендови, значи за приватен бренд да произведува. Еден од најголемите саеми во Европа е Амстердамскиот саем за приватен бренд. Таму од сите области, од хемиска до прехранбена, машинска, во сите сектори се презентираат луѓе со нови идеи, со нови можности и така натаму. И бев просто импресиониран од штандот на Хрватска, каде што на еден штанд под брендот, државниот бренд Хрватска, ти учествуваат и Краш, ти учествуваат и Подравка, ти учествуваат и Цедевита. Тие се компании што и сами може да учествуваат, меѓутоа така го зајакнуваат и брендот Хрватска. Сега, ако ние под нашето име ги истакнеме и најјаките наши брендови и можноста да се произведува, не е страшно, Витаминка да произведува чоколади за Милка, и тоа е пракса и на Милка би им одговарала и на Витаминка би им одговарала. Значи, така, покрај нив ќе ги јакнеме и капацитетот на помалите компании, за да се верува во квалитетот, да се верува во работната способност. Како што кажевме, на нас не препознаваат како иновативна држава, дека имаме и работно способен народ, дека сме работливи, дека сме интелигентни. Меѓутоа, некако завршно тоа да се прикажеме на пазарот, да се вреднуваме, да се брендираме, последниот чекор не го правиме. Дали саемите, треба капацитетите за саемите, многу почесто да одиме таму. Тука е помошта. Трошокот на една мала компанија да оди на саем, на светски саем е голем. Значи не можеш да замислиш ти учество на саем сам под 20.000 евра. Претворено во тоа е малтене пола од добра машина за производство во сопствениот капацитет. Тие се вложени пари, инвестицијски вложени, долгорочно се враќаат, загарантирано се враќаат. Кај најдеш клиент таму. Меѓутоа, ние кога викаме дека тешко доаѓаме до пари, кога викаме дека треба производството, капацитетите и продуктивноста да ја зголемиме, кога ќе извагаш дали да земеме нова машина или додиш на саем, мислам дека некако таа машината ни отежнува. Така да тука
треба да се размислува. Дали да се оди на земјоделски саеми, дали да се оди на такви private label саеми, дали да се оди на иновативни саеми, па да проба државата да го изградиме нашиот бренд. Значи бренд како не е име на државата, туку бренд на луѓе кај што има квалитет, кај што се произведува квалитет, кај што има луѓе интелигентни и работни луѓе. Значи ние моментално во Европа се сведовме на тоа компаративна предност према другите држави, немаме суровини, немаме ништо да ни биде ефтината работна рака. Ајде да не биде ефтина, да биде квалификувана и да биде работно способна, значи да вади капацитет. Ако другите 8 работни часа вадат единица бројка, нашите да вадат за 8 часа 1,5 единица бројка. Така да сметам дека во овој правец треба да ги јачнеме капацитет. Ние немаме суровини, немаме нафта, немаме веќе базна хемија, немаме. Ние сме увозно зависни од основните суровини. Тоеш да најдеме компаративна предност која ќе помогне на државата во друг правец. Еве нека ни биде работната рака компаративна Како се предност. сноѓете со работната рака? Има ли веќе проблеми и како ќе се реши тој јас? Од една страна недостаток на квалификувана работна сила, од друга страна незадоволни работници од висината на платите и проблем со иселување. Тоа е, значи имаме сега два проблеми. Едниот е неквалификувана работна рака, која е малку платена и не сака веќе да работи за таа сума, веќе и тие тешко се наоѓаат. Од друга страна и квалификуваните, стручни, кои се повеќе заминуваат и тие тешко се наоѓаат. Како се борите? Како се снаоѓате? Моментално тоа што малце се бара повеќе неквалификувана, почнува пополека да се дигаат платите. И овој тренд на дигање на минималната плата. А можете ли вие како компанија да го издржите тоа и дали се основани тие тези кои што често пати во јавноста дека газдите се богатат, работниците аргатуваат? Дали тоа покачување на платите го докажува сега тоа? Значи не можеме да генерализираме како проблем. Дефинитивно тука е и решението, тука е продуктивноста. Ако ние ја решиме продуктивноста на компаниите, цената на чинење на работната рака, јас знаеме дека сите веќе собственици на компании се на размислување дека за добар работник нема вредност. Значи не се штедат пари. Добар работник прво тешко се наоѓа, второ многу враќа. Значи кога ќе се зголеми продуктивноста, гарантирано ќе се качат уште еден, да кажеме, добар тренд на качување процент на платите, за тоа што да се обезбедат барем тие работници. И тука некаде го гледам решавањето на продуктивноста спрема решавањето на платите. Многу од нас кога ги правевме математиките дали може да се издржи, се издржува со некој си страф на случувањата во иднина. Ние се уште го имаме проблемот на нерегулирање на собствените обврски. Значи, ликвидноста е многу пати загрозена кај компаниите, затоа што ние имаме рокови законски 60 дена, пак не се финанската дисциплина, пак е на ниско ниво. Не помогнаа законите за финанска дисциплина и пак ќе кажем, делумно е тоа затоа што уште државата е еден од најголемите работодавци. Тоа се јавните предпријатија кои и они имаат проблем да си ги наплатат своите обврски. Еве да тргнеме комуналното предпријатие во Струмица има некоја си наплата од 60%. Замисли во другите градови е доста висока, 70%, не знам колку е Струмица точно. Другите градови имаат уште помала наплата. И сега тие треба да си ги амортизираат сите обврски и тоа пак спрема компании, домашни компании и почнува да затајува овој ланец на наплата. Морам да ве прашам, бидејќи и Министерката за труд и социјална работа Мила Царовска и премиерот Заев најавија дека во јули се очекува ново покачување на минималните плати. Кој е ставот на вас како представници на бизнис заедницата? Значи, се уште сме умирување со анализите затоа што во исто време најави во интересни сектори што вработуваат најголем обем на работници и кај што најмногу се плаќа делумно на рака, најави дека
ќе го направи плаќањето на оврските кон државата, значи пензиските, на придонесите, ќе ги стави во, ајде да не кажем во замрзната, туку ќе биде скалесто, но до одредена плата до 30.000 денари, ќе си плаќат придонеси, не знам, 5.000 денари, од 30 до 60 ќе плаќа 8.000 денари. Кога сето тоа ќе го ставиме да се вага, со новата најава, сепак збориме за градежниот сектор, збориме за кожната индустрија, текстилната индустрија, сепак се тие прво најнеплатените и второ кај што најмногу има плаќање на рака. Сега сметам, од една страна ќе се подигне минималната плата, од друга страна ќе се намали законските процентот на придонеси, така да ќе се направи балансот да се качи без да има некакви последици врз работењето на компаниите. Затоа уште нема никаква реакција, очекуваме да се дадат некои по-груби параметри, за да може да извагаме точно што ќе донесе минималната плата, што придонесите, па тука некаде да најдеме некоја граница, некој баланс, кај што нема да рефлектира на работењето на компаниите, значи нема да им се загрози ликвидноста, а од друга страна и тие црни пари што се даваат на рака да ги пуштиме во системот. Ви благодарам за гостувањето во Визави и се гледаме во следна прилика. Благодарам многу. Почитувани гледачи, тоа беше Визави на програмата на ТВ Канал Виз. Ви благодариме и вам за вашето следење.